сега време да им посакам добро утро на нашите следни две гостинки кои што ќе зборуваат за еден нов и многу необичен и интересен проект кој што е насловен Никогаш повеќе сама. Добро утро за Кристина Дуранска, која што ни доаѓа од надалеку прочуените, многу посетените и нам омилените дрогерии Де Македонија, и Адела Асани, која што е од Универзитетското студентско собрание при УКИМ. Добро утро до двете. Разговорот ќе се го водите со Рина, ама јас сум многу љубопитна и морам накосо да ве прашам што и како се споивте вие двете заедно? Дали поради проектот или имавте и претходно заеднички познавања? Добро утро, ева ќе започнам јас. Ви благодарам на поканата. Драго ми е што имаме можност денеска вака да бидеме во женски круг и малку да разговараме за теми кои што се навистина важни за секоја една жена во нашето општество. Со Адела имено се запознавме сега пред некој известно време. Значи проектот беше повод. Проектот е повод ние да се запознаеме, да ја почнеме со работката и се надевам и понатаму да продолжиме успешно. Да прерасне во една соработка. Така. Ви благодарам и на двете. Ирена, повели? Благодарам, Искра. Убаво ве најави наша Искра. Јас само ќе кажам здраво, јас сум Бести. Со мене повеќе никогаш не си сама. Проект заедно на ДМ Дрогерии и со Универзитетот УКИМ од Скопје, каде што се поставени 220 диспанзери со бесплатни хигиенски влошки, ама пред да зборуваме за сето ова што поставивте досега и кои се активностите во иднина, би сакала на гледачите да им објасниме која е Бести и за каков проект станува збор. Едно запознавање со проектот. Така, веќе многу важни информации вие споделивте, меѓутоа накратко, проектот Бести опфаќа поставување на повеќе од 220 диспензери во сите факултети на територија на нашата земја. Исто така покрај поставувањето на диспензерите, ДИМ како компанија, она што го планира преку овој проект е поставување на бесплатни хигиенски влошки во текот на една година, односно во текот на 2024 и во текот на 2025. Зошто Бести? Имено Бести е најдобра другарка. Бести е најдобра другарка, да кажеме, да. Младите тоа го користат во нивниот секојдневна комуникација, да. Да, Best friend или Бести? Идеја потекна од тоа дека некаде секоја жена во текот на животот можеби се нашла во ситуација кога и била потребна хигиенска влошка, а во моментот немала од кого да побара. Од тука самата символика со Бести, Best Friends и дигиталниот лик кој што понатака е носител, да кажам, на оваа кампања. Проектот. Многу навистина убаво, интересно и предпоставувам дека е прифатено од студентите. Кажавме дека 220 диспанзери се веќе поставени на факултетите ширум Македонија. Така. Какво е вашето искуство досега како компанија? Досегашното искуство е навистина одлично. Во сега скоро време исто така одржавме и состанок со ректоратите каде што имавме можност да слушнеме повратна информација за тоа какви се реакциите и можам да кажам дека проектот е позитивно прифатен. Ние како компанија сме навистина задоволни од ангажманот и од целата поддршка која што ја добивме за реализација, за поставување на диспензери и достава, да кажам, на таа некоја прва количина на бесплатни влошки на самите факултети. Имаме поддршка од студентските парламенти, сојузи и самите студенти, како и од ректоратите, повторно ќе кажам, Министерството за образование, кои што го следат процесот и придонесуваат кон успешна реализација, што е многу важно. Да. Адела, бидејќи доаѓаш директно од УКИМ, како член од собранието на УКИМ, како твоите, да кажам, пријателки, студентките, како го прифатија овој проект? Како гледаат на ова што веќе се случува низ факултетите? Добро утро од мене. Инаку прифатен е многу позитивно самиот проект. Студентките се крајно благодарни, ентузијастични што конечно се начнуваат теми што досега биле ставани под тепих. Да. Еднаквоста е многу битна за да се чувствува секој во една добра благосостојба таму каде што поминува од 6 до 8 сати дневно. Така. Јас сум често во студентскиот културен центар
Таму сум координатор и кога се поставија диспанзерите беше многу убаво да слушнеш како е нова тема на разговор, се шушкаше, се изборуваа леле колку е добро, конечно стануваме Европа и да, многу е позитивно кога гледаш дека се поддржани колешките, дека конечно се зборуваат за теми што се навистина значајни за општеството. Имавте едно истражување во рамки на ДМ Дрогерии и можеби тоа и ве потикна за оваков тип на помош, нели? Може малку да споделите од истражувањето накус овака некои моменти, бидејќи би било добро да се слушне во јавноста. Така, на ниво на ДМ како корпорација во сите наши европски земји направено е истражување во однос на менструалната сиромаштија или ние како сакаме да го кажеме менструална правда, меѓутоа и во однос на самата тема како табу тема, колку сме сега ние отворени да разговараме и колку е развиена свеста дека тоа е еден природен биолошки процес кој е дел од животот на секоја жена. Истражувањата и резултатите кои што ги добивме од овие истражувања беа навистина, да кажам, фрапантни, каде што повеќе од 60% од жените кажале дека менструацијата е тешка тешка тема и дека им е непријатна за разговор. Речи се секоја трета жена воопшто не била ни информирана при првата менструација што се случува, како се случува и кои се процесите кои што се одвиваат во незиното тело. Така. Од друга страна, она што беше навистина загрижувачки е дека исто така секоја трета жена се нашла во ситуација да не може да си обезбеди да купи хигиенски влошки, така. А голем е процентот на жени кои што доста почесто немаат можност да ги купат овие основни, да кажам, хигиенски производи, па тоа ги води кон импровизација да користат тоалетна хартија, крпи и така натака. Овие податоци беа навистина загрижувачки и мотив да направиме нешто со што навистина ќе почнуваме гласно да зборуваме за темата. И од друга страна ќе направиме проект кој што во пракса ќе направи промена, односно ќе биде таа една другарка, да кога можеби некоја студентка во моментот нема да има со себе можност да купи влошки или не понела со себе, да може наместо импровизација да биде тука бести, така. Одлично, навистина одличен проект и за секоја поддршка и поздравување. Меѓутоа, овие податоци се не сме ние нешто далеку од европските земји. Кажавте дека претходно пред да влеземе овде во студиото дека истата ситуација и во останатите европски земји, така? Така е. Во нашата земја Тинт има направено истражување кое што се однесува само на пазарот во Македонија. Меѓутоа, ета после нашето интернационално истражување, каде што беа опфатени европски земји, меѓутоа, да кажам, ние повеќе се гледаме со останатите балкански земји, резултатите не отскокнуваат. Тука сме некаде, значи. Така, тоа она што е факт и она што е задача, да кажам, за ДМ на интернационално ниво, е активна работа на намалување на менструалната сиромаштија, изголемување на менструалната правда, затоа што се ова податоци кои што се увидува дека се застапени многу пошироко од Македонија. Минатата недела ја одржавте и првата панел дискусија во рамките на проектот. Какви се вашите впечатоци? Присуствувавте и двете, Адела и вие. Да. Бев запознаена веќе со проектот, нели, со Бести, што ми излезе приликата за панел дискусијата, веднаш прифатив, бидејќи ова иницијатива адресира тема што е менструалната сиромаштија всушност, што недоволно е зборувана. И сметам дека ваквите поставувања на диспанзерите за хигиенски влошки помагаат и во финансиската, но и најмногу во логистичка смисла на немањето во тој момент хигиенска влошка, бидејќи многу од нас, посебно младиот свет сега, се соочува со нередовни циклуси, повеќе болести на репродуктивниот систем и е многу важно да во секој момент имаме достапност до хигиенски влошки. Вашето искуство од панел дискусијата? Нашето искуство е исто така многу позитивно.
Именно панел дискусиите сега ги започнавме од УКИ, меѓутоа планираме да ги продолжиме и понатаму, затоа што покрај обезбедувањето на овие диспензери бесплатните влошки, нашата цел е да работиме на едукација на младите девојки и преку овие директни средби, мислам дека навистина ќе влијаеме на тоа да направиме менструацијата тема која што не треба да биде табу тема. Така е. Да, едноставно да ја разбудиме свеста дека е тоа природен биолошки процес кај една жена и исклучително ми е драго што во овие панел дискусии општо во сите, да кажам, комуникации на оваа кампања има голема поддршка од стручни лица, гинеколози, психолози и така натака, кои што се секогаш дел од нашите панел дискусии, практично со нивните стручни совети даваат уште една поголема тежина на целиот проект. Така е. А Дела, како представник од УКИМ, ме интересира дали мислите дека и останатите компании би требале да го пратат примерот на ДМ Дрогерии? Апсолутно. И можеби во која област? Што се им е потребно на студентите или можеби на студентките? Апсолутно треба и другите компании да го следат примерот на ДМ Дрогериите, бидејќи ова е една општествена иницијатива што помага во секојдневието на академскиот живот. Студентите се тука да прифатат помош од секој аспект. Значи се е добре дојдено, така што секоја компанија која што има идеја или некаква иницијатива може слободно да не контактира. Ние сме тука за да помогнеме, да организираме, секоја помош ја прифаќаме добре дојдено. Така. Проектот е започнат веќе 2024, претпоставувам продолжува и наредната година во континуитет. Како гледате на она што е досега сработено и она што треба да се сработи во годината што е пред нас? Би сакала само да се надоврзам на претходното прашање и на она што го кажа и Адела, имено од македонското истражување баш кое што беше направено, мислам дека беше само 22 година. Токму тоа го кажуваат и анкетираните жени, дека 90% од нив би сакале и сметаат дека ваквите хигиенски производи треба да бидат достапни во повеќе јавни институции. Ние започнавме со студентите, меѓутоа факта дека не се само студентите зафатени со оваа тема, треба да се работи на основни училишта и останати дали се образовни, здравствени, јавни институции кои што постојат во земјата, така што често сакам да напоменам дека нам ни е цел, би сакале ние да мотивираме и да инспирираме секоја компанија, секоја јавна организација, здружение и така натака, барем во оквири на својата компанија, да обезбеди вакви хигиенски влошки за своите вработени жени и девојки кои што исто така по 8 часови нели поминуваат во тие простори. Така што се надевам дека ќе мотивираме да се проширува оваа тема. Така, секој во рамки на она што може. Така. Проектот го започнавме 2024. Сега ги поставивме диспензерите и поставивме онаа количина на влошки која што е доволна за студентите до крајот на оваа година. Исклучително ми е драго што резултатите и повратните информации се позитивни. Да, и благодарение на тие позитивни информации ние веќе имаме можност да кажеме дека проектот ќе продолжи во 2025 со тоа што ДМ како компанија заедно во соработка со универзитетите и факултетите ќе обезбедува потребна количина на бесплатни влошки за периодот до крај на училишната студентската година. Значи до крајот на следната година. Така. Од ваше искуство за наредната година, кои се вашите очекувања како представник на студентите од УКИМ? Продолжуваме да ја поддржуваме кампањата, тоа е дефинитивно. Да се промовира што повеќе преку социјални медиуми. Да. Сакаме да се вклучиме и да помогнеме во таа едукација, дали преку работилници, дали преку панел дискусии со студенти, да доколку можеме да ја прошириме кампањата, пример со субвенционирани или пак бесплатни гинеколошки прегледи за студентки. Има идеи кои што треба да се развиваат, но најбитното е да направиме подобро утре. Општественото добро. Она што е најважно е дека е почнато и не застанувате тука, баш напротив, продолжувате понатаму со поддршка на универзитетите, па зошто да не и секаде каде што може во јавните институции, како што кажавте. Ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека ќе има повторна можност и прилика да не бидете ваши гости. Отворени сме за соработка и да го представиме секој проект и на УКИМ и секако на ДМ Дрогериите. Ви благодарам за гостувањето.
Ако ни дојдат тие нагости, ние ќе одиме нагости во дрогериите, секако да. За уким сме малку веќе повозрасни, но ете, вамо ќе одбереме. Ви благодарам многу и на двете.